Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Веб страницата на ДИК цел на хакерски напад, се уште бесконечни резултати од изборите. Председателите на политичките партии се обратија на граѓаните по завршувањето на изборниот ден. Запалено возило во движење со избирачки материјал. Материјалот не бил оштетен. Хаос во Државната изборна комисија. Нивната веб страница вчера беше, како што велат оттаму, цел на хакерски напад, со што се уште не се објавени конечните резултати од вчерашните избори. Веб страницата на Државната изборна комисија не е во функција од вчера, бидејќи, како што велат од ДИК, била цел на хакерски напад. Токму на веб страницата требаше да се следат изборните резултати, онака како што се внесуваат во системот. Се уште нема конечни резултати, откако оние што беа објавени на веб страницата околу 3 часот предизвикаа низа нелогичности и сомнежи. Нападот на електронскиот систем се чини предизвика хаос, велат од ДИК, но информираат дека сега рачно ги прегледуваат сите записници и најавуваат конечни неофицијални резултати во попладневните часови. Инаку во првичните информации по затворањето на гласачките места, од ДИК ги истакнаа само процентите од вчерашното гласање. Обработени се досега 93,96% од податоците по избирачките места на цела територија на Република Северна Македонија. И според овие податоци, коалицијата Можеме добила 36,13% од гласовите, коалицијата ВМРО, ДПМН и други добила 34,65% од гласовите, Демократската унија за интеграција 11,57% од гласовите, Алијансата за албанците коалиција 8,79% од гласовите, Политичката партија Левица 3,96% од гласовите, Политичката партија ДПА 1,48% од гласовите, Политичката партија Интегра 1,33%, ГДУ 0,37%, Политичката партија МОРО 0,36%, Глас за Македонија 0,3%, Единствена Македонија 0,29%, СДУ 0,27%, Политичката партија Твоја 0,2%, Политичката партија Демократи 0,17% и Политичката партија Народна партија на ромите 0,15%. Според симулација на ДИК која беше објавена во раните утрински часови, распоредот во новиот парламент би бил СДСМ 46 пратеници, ВМРО ДПМН 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците и Алтернатива 12, Левица 2 и ДПА 1 пратеник. Граѓаните гласаа за сигурна иднина, за заедништво и солидарност. Ова го истакна председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, кој синоќа се обрати пред граѓаните и медиумите. Со предност во моментот од над 3 пратенички мандати пред ВМРО ДПМН, со можност за 1 или 2 уште повеќе, нашата коалиција Можеме е победничката коалиција на овие парламентарни избори. Најголемата, најразноликата, најмокната и победничка, тоа е Можеме! Излегоа граѓаните и гласа за сигурна иднина, за заедништво и солидарност, за економски патриотизам, за ред и правда. Излегоа граѓаните и избра подобро денес и подобро утре. Патот напред е потврден на опасноста и кажавме јасно не. Драги мои сограѓани, имавме избори како што доликува на земја членка на НАТО, која граби кон Европската Унија. Мирни, достоинствени, слободни
и демократски, безбедни и современи. Ви благодарам на сите кои денеска бевте активни учесници во ова ново поглавје од современата македонска демократија. Сите вие кои излеговте на овие најспецифични избори досега, сите кои го остваривте вашето избирачко право и кои учествувавте во враќањето на капацитетите на институциите и сите кои презедовте одговорност. Ви благодарам на сите. Почитувани граѓани, вие сте победници, бидете горди, имате и зошто. Денеска победи едината, победи на предокот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на денешната пресконференција ја обвини власта за изборен фалсификат и смета дека неговата партија има најголем кредибилитет да преговара за нов состав на нова влада. ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија победија во 41 општина. ВМРО ДПМН заедно со коалицијата победи во Скопје, победи во Ѓорче Петров, во Бутел, Газибаба, Аеродром, Кисела вода, Сопиште, Петровец, Илинден, победивме во Македонски Брод, во Велес, Карбинци, Виница, Кратово, Зелениково, Македонска Каменица, Зрновце, Пробиштип, Пехчево, победивме во Свети Николе, Штип, Чешиново и Облешево, победивме во Босилово, Гевгелија, Градско, Демир Капија, Василево, Росоман, Кавадарци, Кривогаштани, Могила, Неготино. Победивме во Прилеп, во Вевчани, Дебарца, Охрид, Струга, Демирхисар, Кичево, Брвеница и Јегуновци. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Овој резултат е постигнат во едни тешки околности, силни притисоци и бројни нерегуларности. Власта спроведе масовен подкуп. Денес сајтот на Државната изборна комисија не работи, а добиваме различни информации дека сомнително се броени и внесувани податоците. И со ова се боревме во текот на целата кампања, а не сакаме ова да стане главна тема во кампањата затоа што понудата и обновата е она што им треба на граѓаните. Се тоа ми дава за право дека ВМРО ДПМН го има најголемиот кредибилитет да се бори за состав на новата влада, која треба да се соочи со сериозни предизвици. Јас сум оптимист затоа што застапуваме честно и принципиелно. Алтернативата на сето ова е заев и продолжување на агонијата. Ова е тешка битка и заедно со вас, со граѓаните, ќе победиме. Со освоени досега 15 пратенички мандати, ДУИ прогласи победа во албанскиот блок. Лидерот на партијата Али Ахмети рече дека орелот се врати, ветувајќи им на албанците дека нема да бидат разочарани од нив. Орелот се врати. Оваа победа на ДУИ е победа на албанците и со таа победа нема да изгуби ниту еден албанец. Ние се докажавме дека сме најуспешните во сите сфери и така ќе биде и понатаму. Албанците нема да бидат разочарани од нас. Ние обезбедивме над 100.000 гласови, 12 мандати, а се очекува уште еден 13-ти. Благодарен сум што имав можност да ја соопштам оваа најдобра вест за албанците и апсолутна победа. Коалицијата сега е време, предводена од Алијанса за албанците и Алтернатива, според проекциите од досега изброените гласови, освоила 12 пратенички места и води во поголемиот број на општините во изборна единица 6. Ова синоќа го изјави лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села, кој ги наброи местата каде што победиле. Победуваме убедливо во шеската во многу од општините таму, почнувајќи од Гостивар, од Неготино, Врапчиште, Боговиње, и тоа со голема разлика. Брвеница, изедначен е резултатот во Теарце и ние можда сме малку повеќе, не знам дали заборавив нешто. Во втората изборна единица водиме, мислам дека за прв пат
Веќе ја вративме Арачиново, убедливо победува нашата коалиција. Во Куманово убедливо победуваме и сме пред Дуи. И лидерот на ДПА Мендух Тачи вчера вечер одржа пресконференција на која објави дека неговата партија освоила едно пратеничко место. На овие избори освоивме едно пратеничко место, моето. Можеби по целосното пребројување ќе имаме уште едно. Сакам да кажам дека тие што се бореа со децении против ДПА, денес имаат нож во срцето. Се вели дека народот никогаш не греши, но овој пат греши. На крај му честитам на Али Ахмети за пратеничките мандати. 4 во Тетово и по еден нов случај на COVID-19 во Брвеница и Желино, додека пак во Гостивар регистрирани се 8 нови случаи, а 3 во општина Врапчиште. Полошкиот регион и во денешната статистика за коронавирус е опфатен со новозаболени лица. Вирусот продолжува да се шири, а бројката на заболени секојдневно бележи пораст. Според податоците од Министерството за здравство, во Полошко изминатите 24 часа регистрирани се вкупно 19 нови случаи. Повеќе од половина од нив се од општина Гостивар, пошто следуваат општина Тетово со 4 и општина Врапчиште со 3. Во Брвеница и Желино потврден е по еден новозаболен. Министерството регистрира и 2 починати лица позитивни на корона од Гостивар. Бројката на активно болни на подрачјето сега се движи околу 460, од кои најголемиот дел се од градовите Тетово и Гостивар. Последниот период, особено зголемување на заразени со коронавирус, се евидентира во Гостивар, каде 3-дневниот биланс е над 25 нови случаи. Во собите на инфективното одделение во Гостиварската болница деновиве беа додадени дополнителни кревети, а во подготовка е и мобилна амбуланта која ќе служи за триажа на пациентите, односно нивно распределување за натамошен третман. Се очекува кризниот штаб кој поради изборите паузираше, час поскоро да одржи состанок и да донесе нови заклучоци и препораки со оглед на новонастанатата ситуација. На државно ниво последното деноноќе направени се 830 тестирања, а регистрирани се вкупно 94 нови случаи на COVID, соопшти Министерството за здравство. Најмногу од нив 49 во регионот на Скопје. Свети Николе е со 9, а Штип со 8 нови пациенти. Заболени има и во Куманово, Прилеп, Кочани, Кичево и Струга. Институтот за јавно здравје регистрира 42 оздравени лица, од кои едно е од Тетово. До сега во земјата се направени вкупно 81.604 тестирања на COVID. Вкупната бројка на дијагностицирани од почетокот на епидемијата изнесува 8.623. Оздравени се 4.603 лица, а починале 401. Во моментов во Македонија има 3.619 активни случаи на коронавирус. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, на Тетовско-гостиварското подрачје нема нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 500 лица во Тетово и 200 лица во Гостивар со вакви решенија и не биле констатирани неправилности околу почитувањето на решенијата. Вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавено е дека во куќа на улица Беличица во Гостивар, во која живеела сама под кирија, била пронајдена почината 52 годишна жителка на Гостивар. Јавен обвинител и екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар извршиле увид и на нејзиното тело не се пронајдени траги на насилство. Денеска во 4 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, што го управувал 35 годишен гостиварец, во непосредна близина на наплатната станица Тетово, се запалило во движење. Во возилото се наоѓале 5 членови на Општинската изборна комисија Гостивар и го превезувале избирачкиот материјал во Скопје. Материјалот воопшто не бил оштетен и потоа бил префрлен во друго возило и бил испратен во Државната изборна комисија. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.